Предпладнево на регионалниот пат Гевгелија Богданци се случи сериозна сообраќајна несреќа, кога цистерна натоварена со нафта излета од патот и се преврте. Како резултат на несреќата, дојде до истекување на нафта и појава на пожар, кој предизвика густ, црн чад. Според директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, Стојанче Ангелов, екипа од територијалната противпожарна единица Гевгелија брзо реагирала и со специјална пена успеала да го изгаси пожарот. Благодарение на нивната интервенција, ситуацијата е ставена под контрола. Иако огнот е целосно изгаснат, истекувањето на нафтата продолжува. Ангелов нагласи дека опасноста од ново запалување е сведена на минимум, но надлежните служби остануваат на терен до целосно стабилизирање на ситуацијата. Според најновите податоци на Евростат, младите во Европската Унија во 2024 година го напуштаат домот на родителите во просек на 26,2 години, што представува мало намалување од 26,3 години во 2023. Северните земји се меѓу најбрзите каде младите си ја започнуваат самостојноста, додека во јужните земји и на Балканот остануваат подолго. Во Македонија младите остануваат во домот на родителите во просек до 32,1 година, што е една од највисоките вредности во Европа, заедно со Црна Гора каде просекот изнесува 33,3 години. Најрано пак, домот го напуштаат младите во Финска и Данска. Дел од причините за доцното осамостојување се поврзани со високите трошоци за домување. Во 2024 година, 9,7% од младите во Европската Унија живееле во домакинства кои трошеле повеќе од 40% од нивниот приход на домување. Најголема преоптовареност со трошоци има во Грција и Данска, додека Хрватска, Кипар и Словенија имаат најниски стапки. Кина објави дека нема да бара посебен или преференцијален статус резервиран за земјите во развој во преговорите со Светската трговска организација, потврдувајќи го својот статус како најголема земја во развој и член на глобалниот југ. Ова го соопшти кинескиот премиер Ли Кјанг на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. Кина го прифаќа статусот на голема земја во развој како одговорност и ќе се откаже од барањето за специјални поволности во тековните и идните преговори со Светската трговска организација, изјави представникот за меѓународна трговија Ли Ченганг. Оваа одлука ја поздрави генералниот директор на Светската трговска организација, Нгози Оконџо-Ивеала, истакнувајќи ја проактивноста на Кина во решавањето на ова прашање. Иако е втора најголема економија во светот, Кина продолжува да инсистира на статус на земја во развој. Според податоците на Меѓународниот монетарен фонд, бруто домашниот производ по глава на жител во Кина изнесува $13,690, што е значително помалку од $89,110 колку што е во САД, најголемата светска економија. Германија планира 2 референдума за одлука за организирање на летните олимписки игри во 2036 година. Првиот гласачки процес ќе се одржи во Минхен на 26 октомври 2025 година, додека референдумите во Берлин и Северна Рајна-Вестфалија се уште не се закажани. Референдумот во Хамбург ќе чини околу 6 милиони евра, додека првата фаза од олимписката кандидатура е проценета на 17 милиони евра. Германската спортска конфедерација ќе одлучи кој град или регион ќе биде национален кандидат за домаќин на олимписките игри во 2036, 2040 или 2044 година на есен 2026 година. Германија последен пат беше домаќин на олимписките игри во 1972 година во Минхен, покрај неа Индија, Катар, Турција, Индонезија, Чиле. Унгарија и Данска се заинтересирани за организација на игрите во 2036 година. Одлуката на Меѓународниот олимписки комитет се очекува до 2029 година. Престижното списание Конт Нас Травелер ја објави листата на 10 најпосетувани градови во светот за 2024 година, рангирани според бројот на туристи. На врвот се најде Банкок, Тајланд, со над 32 милиони посетители. Во топ 10 влегоа и светски метрополи како Лондон, Париз и Дубај, но и дестинации со силно културно и верско значење како Мека и Истанбул. Листата изгледа вака: Куала Лумпур, Малезија; Париз, Франција; Дубај, Обединети Арапски Емирати; Анталија, Турција; Мека, Саудиска Арабија; Хонг Конг, Кина; Лондон, Обединето кралство; Истанбул, Турција; Банкок, Тајланд. Градовите од Азија доминираат на листата, покажувајќи го растечкиот интерес на туристите за источните дестинации.
Денеска во попладневните часови ќе има услови за изолирана појава на нестабилност со краткотраен пороен дожд и ретки грмежи. Од утре до понеделник нашето подрачје ќе биде под влијание на циклонска активност и ќе има позначителна промена на времето, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Ќе преовладува претежно облачно и посвежо време со повремени врнежи од дожд. Локално врнежите ќе бидат поројни и пообилни, проследени со грмежи и засилен ветер. Дневната температура ќе опадне за 8 до 10 степени во однос на денешната. Во Скопје од утре до понеделник времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Во делови од котлината ќе биде нестабилно со пообилен пороен дожд, проследен со појава на грмежи и засилен ветер.